Со протестен марш од зградата на Управата за јавни приходи до општина Куманово, кумановци кои што добија решенија за ретроактивно одоночување на приливите од странство, денеска повторно го изразија незадоволството од работата на институциите во однос на решавањето на проблемот. Од денеска официјално стартува и здруженијето формирано од засегнатите граѓани наречено Правда за сите. Помош побарале и од народниот правобранител, а паралелно се поднесуваат приватни тужби, роковите течат. Денеска е официјално се предадени документи за формирање на здружение. Здружението ќе се вика Правда за сите. Тука сме повторно пред институцијата која не засега, не само нас, туку и поголем број на кумановци, меѓутоа од оправдани причини кои се на работа не може да дојдат. Вака, протестот ќе биде со марш до општина Куманово, бидејќи УЈП не ни дава никакви информации околу целата истрага, тие што ја водат со документацијата, со документите и со документот што е донесен од фирмата од Америка. Немаме никакви информации што има тој документ, какви документи се тоа, се уште траат тие нивни консултации, никаква информација нема да добијат. Маршот ќе биде до општина Куманово затоа што ни направи една обструкција. Бевме на два собира со координаторите на советничките листи. Ни беше обеќано дека ќе има седница, што поскоро време, значи требаше оваа недела да се заврши таа седница, меѓутоа од нивни, не знам кои причини, не се случи, ни се јавија, ни кажа претседателка ни се јави дека ќе има редовна седница на 25. Така да, ако не повика, ние ќе присуствуваме на таа седница, ќе си ги кажеме нашите барања, ставови, нашите видувања на целата ситуација, тие се запознаени со сето тоа и ќе бараме да Советот на општина Куманово, како едно најголемите тела на општина Куманово, да ни помогне да ги малку покренеме работите на централно ниво во врска со прибирањето на докази од другите држави кои луѓето не можат да ги добијат тие документи. Значи целата поента е таа. Зошто ни направи обструкција, не знам, тие си знаат. Па се надеваме дека ќе имаме повеќе прогрес у нашата ситуација. Нашиот глас повеќе ќе се слуша како здружение. Ќе формираме тела, ќе формираме правни тела во здруженијето кој ќе води правна битка со институцијата и со и другите институции. Така да, повторно ќе кажам, здруженијето не е политичко здружение, нити е здружение кое ќе се занимава со политика. Приватните тужби се поднесени како идат роковите, граѓаните, колегите наши, кој како си го има рокот, се поднесуваат тужбите од адвокатите, веќе се пристигнати официјално кај адвокатите, имаме информација дека веќе се примени тие тужби. Народниот правобранител веќе е запознаен со нашата проблематика. Жалбите што се пратени уште во декември се пристигнати кај неа, немаме повратна, ни кажа господјата, како се викаше, Гордана, така беше, што е во Куманово народен правобранител, дека ќе има контакт со главниот правобранител на Република Македонија, така да очекуваме и од нивна страна да имаме некој патоказ за правно решавање и за, да кажам, притисок кон институциите кои некако споро си ја тера работата. Горе во Управата за јавни приходи немаме никакви информации за документ. Бевме 2-3 пати, прашуваме што носи тој документ, бидејќи сака да не држат во неизвестност до крај на април кога ќе биде конечното решение. Не можеме да се ослониме на тоа и не знаеме што ќе донесе тој документ. И паралелно со тоа ќе пуштиме тужби за несоодветно работење и од нивна страна. Така да, тоа е денешниот протестен марш што ќе го направиме и следи наредната недела наверојатно уште активности.